Драго ми е, благодарам Искра, драго ми е што ќе говориме за нешто убаво, ведро, позитивно, за нешто кое не само што вака ќе ни поттикне желба за да јадеме некој убаво спакуван, декориран оброк, туку и да се подсетиме на тоа дека вистина храната сближува, особено Македонија е толку богата, Вања, со толку нешта. Пред се да те поздравам и официјално за гледачите, да кажам дека денеска заедно со нашата Вања, која не е за прв пат гостинка во Утринската, говориме за вториот национален саем за храна и пијалоци кој што ни се случува во сабота, целодневно на 7 во градскиот парк и е мега настан кој не само скопјани, туку и сите останати. Не сме да се пропушти, еве ова ви го викам и неофицијално како вашата колешка, бидејќи ќе се случува празнување на традиционалната храна, она што го чувале нашите баби во долапите, и ова не го зборувам поради носталгијата, туку поради тоа што храната е нашиот идентитет, култура, се. Нели кажем што јадеш, па ќе ти кажам што си. Значи, станува збор за вториот национален саем за храна. Продолжуваме, минатата година се испитуваше терен, беше мега посетено, место на настанот е градски парк, ќе има 45 павилјони, значи скоро целиот парк ќе биде покриен, 35 штандови, 400 производители од цела Македонија, не, мислам дека не е стопнато ниту едно, најмногу мали, зашто поддршката е за нив, нема ништо комерцијално, и околу 2000 производи кои што ќе може да се вкусат. А ќе може да се вкуси се што изнедрила нашата татковина и се што луѓето сами си нашле начин да го произведуваат. Од ѓомлезе во Охрид до битолски, кажиде, ти си битолчанка, битолски зелник, мазник, како го велат. Еве Смилевски комат, и покрај тоа што од Смилево нема. Да, имаме и фотографии, јас ја молам режијата да ги коментираме, еве вака додека си зборуваме, еве гледаме дел од македонските производи, медови, джемови. Сите живи можности, сите живи зеленчуци, овошја спакувани во теглички, значи ќе има занечиски пива, вина од мали винари, ќе има многу домашен зеленчук, ќе има многу месеници наши, ќе има се што можете да посакате и се што е врзано за нашата традиција, тоа најмногу го сакам. Леп патлиџан и сирење ќе има ли? Ќе има, значи сирење ќе има од цела Македонија. И овчо, и биено, и не знам како. Ние минатата недела се вративме од фестивалот во Брас, извинувам за оваа мала дигресија, ама беше посилно од мене, каде што имаме лелеве го ѓомлезето, незамиливо, каде што имавме фантастична промоција на македонски сирења. И тоа беше вистинска револуција, бидејќи италијаните и 14 земји кои што беа таму беа се навлечени на нивниот вкус, а нашите сирења, без претерување ќе кажам, дека имаат карактер. Значи, кога ќе ги каснеш, нели, посакуваш повторно да видиш која е мислата, која е, нели? Искра, вака додека ја слушам, а и сигурна сум дека ќе се служиш со мене, веднаш си ги чувствувам вкусовите и ги чувствувам и карактерите на сирењата за кои зборува Вања. Нели, за ова треба да имаш посебен талент? Да, и не случајно името вкусија традицијата. Така. Да спомнам дека настанот го организира Министерство за шумарство, земјоделие и водостопанство, Slow Food Македонија и ГИЗ. А сега ќе ви кажам што све од Slow Food Македонија. Бидејќи ние се бориме за добра, чиста и правична храна, да биде достапна до сите, да биде вкусна и да не иштети на природата. На Slow Food во своите редови први, бидејќи се трудиме да го сочуваме она што е такво какво што е изворно, ама во модерен дизајн, во модерно пакување. Со своите производи ќе се истакнат конвивиуми Slow Food Битола, Slow Food Охрид, Slow Food Осогово, Slow Food, чекај да не заборавам, Прилеп, Slow Food од президиумот на Дивите смокви од југот на Македонија. Дали набројав 5? Повеќе од 5 месеци. И Slow Food водно. Тоа сме ние. Значи, вчера имавме баш состанок, ние работиме на големо. Многу сакам да дојдете, да се уверите дека овие зборови се на реална основа, бидејќи
сакаме храната, сите да ја доживеат храната како што треба, а Адут Плюс во целата приказна е што Искра погледниме, што Алијансата на готвачи на Slow Food на самиот настан ќе готви на лице место она што значи традиционална кујна, би сакала да дојдеш и да ги пробаш тие чудеси кои што ги прави Маре Јаневска. Ќе те гушнам после емисијата. Маре Јаневска, Димитар Арнаудовски и Зоран Мајновски. Немате мали деца, ама имате внуче, има и детско катче. Со внуче има да дојдеме. Да. Во детското катче ќе се прави лебот на баба. Прекрасно, браво. Ете. Секој че знам дека сега и гледачите Искра подголтнуваме сите, и ти, и јас, и сите, и во режија колегите подголтнуваме додека говориме за овие убави нешта, особено пак после инсертите кои што ги погледнавме од минатата година. Кажи ми, кога е стартната позиција и што каква е целата агенда во текот на саботниот се ден? почнува од 11 часот, се завршува во 18. Убавата е вест е што ќе има сонце цел ден. Да, тоа е најубаво. Сега, агендата е да се иде од штанд на штанд. Ке си останеш таму каде што ти е убаво. Самите производители ти нудат можност да пробаш од тие нивни чудеси. Спомнав дека ќе има мед, дека ќе има маџун. Значи, секој град со она карактеристично. Валандово, Гевгелија, Богданци ќе дојде смокви, со калинки. смокви, со калинки, така. Така. Кратово ќе дојде со кратовска пастрмајка, мислам дека беше. Во Охридскиот крај и во Вевчанскиот колбасите се викаат лукајнци. Значи, какви убавени има Македонија. Значи, не џабе сме сонцељубени. Ем да си научиш некои нови зборови, ем да вкусиш од овие чудеси. Ова се е можност за тоа. Значи, ќе си има можност да се проба се, ќе има и добра музика, тоа не ви го откривам, за да ви биде као мамка. А као мамка ќе ви бидат сите луѓе од цела Македонија кои што ќе ви го пружат своето срце како преку производите, како што го прават тоа често. Ние сме многу љубезна нација. Еве и ова го спомнав. Сега пак излезам од контекстот, али што да правам. Наши сме се. Да, секогаш се радувам кога доаѓам во Алфа ТВ, зашто се чувствам како да сум дома и вие ме пречекувате со кафенце. И ваму исто на саемот, секој ќе ве пречека со насмевка. И ги отвара тие нивните порти на срцата на тоа што го направиле, на вистина со љубов. Тоа не е ниту клише, ниту е дел од нешто, од некоја пропаганда, туку тоа сме ние. И ајде да си се зачуваме такви какви што сме, и ајде да дојдете и да се порадуваме малце со сите тие убавени. Браво. Најубавото нешто од сето ова кое ни го говореше до сега Вања е тоа што се ќе биде буквално можно да се дегустира на лице место и бесплатно, без ограничувања и нема број на пожелни или непожелни гости на настанот. Не, сите се добре дојдени. Тоа што ќе го пробаат, значи има и разноразни намази од лешници, има од тартуфи чудеси. Значи, се што можете да помислите и да не помислите, го има. Најмногу сакам што е врзано за традицијата, за она што сме ние, за идентитетот на храната, за корените. Значи, секоја храна генетски ќе ја препознаете. И јас, например, кога слушнав за тој рецепт, ќе го сгрешам, месено кошмиш пите. Да, некоја како кифличка овакво. И кога ја пробав, викам, ова ми е познато, не знам, може би од детство. Значи, ќе имате можност да пробате разноразни работи. Домашен леп доаѓа и од Охрид екипа која што приготвуваат баш такви убави печени работи, макала. И ајде, вие не сте доручкувани да не ве стрвам. Практичниот дел, како фино ни го образложи. Макало се така ќе ме заспие, нема да ја довршам емисијата. Па ја притисокот. Ама ќе можеш таму и винце да си пробаш. И ќе си има можност да се, од тоа што ќе им се допадне на луѓето, и да си купат нешто. Цените се пристапни. Дисконтни цени, значи пристапни така би имаме требало на тој ден, нема да имаме цени хумани, да си заминат луѓето, за сите. со нешто. Ама се радувам што ќе може да се дегустира, што ќе може да се слушнат приказните на сите производители, оти секој доаѓа со некоја приказна. Тоа се мали производители.
кои што прават стварно, се прават за да семејни заработат. бизниси претежно Така е, се да. тоа, семејни бизниси. Да. Вања, ме заинтригиравте од самиот почеток со Искра со оние тажните и срекните прехранбени Имам список од продукти. овде. Едно сум сигурна дека од денеска не купувам веќе геврек, и ако не го правам тоа често, ама во постните добро денови, со ржано брашно и со интегрален леп. во постните денови тоа некако ми е единствена опција за појадок или за нешто брзо да внесам. Па мене во тажните денови геврек ми е среќен. Па Први веројатно затоа што ако е подготвен со љубов, Така тогаш е друга приказна. Треба да е среќен. Ете се извадивме. Што е друго на скалата на најсрекни прехранбени артикли? Што Се ќе ни разбира препорачаш? работите кои што не се преработувани. Значи, овошје, зеленчук, тоа е Се што е секогаш свежо во преработената храна е. Еве, на пример, и овие сирења кои што се прават непастеризирани, тоа е исто жива благодет. Жива благодет, затоа што нема никакви конзерванси, бои, чуда. Карло Петрини, основачот на Slow Food Интернационален, баш има кажано со пастеризација на млекото, на производите, му ја земате душата на млекото. Значи, се што е комерцијално се... И, значи, што со те да си бидеш ти таков како што си, како што сте вие две и многумина и од новинари тоа. Штом ќе се приклучиш на она што значи маса, тоа веќе не е така изворно, барем во јавните професии, мислам. Исто тоа важи и за производителите. Кога го прават тоа што најмногу го прават со љубов и се најмногу усвои, тоа е и најубаво и највкусно и најмакедонско, мислам, така? Искра, нас ни преостанува во петок вечер да не вечераме. Дели се да се подготвиме, сабота е денот долг, па треба да се дегустира таму секоја којна, ќе ги навредиме ако не проба, ако на еден штанд пробаме, на друг штанд не пробаме. Така е. Дели? Ти од петок вечера, јас уште за да направам простор, уште од сега ќе нема да јадам. Тоа значи колку внимава на види својата колку истина. ни е- Треба да имам место каде да ставам разубавена, тоа. Во сабота сум сигурна дека нашиот тим, тимот на Јас и утринската, тимот на Slow Food ќе ве чекаме. Јас ќе ви бидам водич, ете со големо Прекрасно. задоволство. И јас ќе го водам нашиот тим од утринска на гости. прекрасна можност, супер. на Баш вистина, ми е им драго. да се дружиме, им да ја споделиме ова целата убава енергија која ќе се случува на вториот национален саем за храна и пијалоци во сабота 11 часот Градски парк. Ве покануваме сите, добре дојдени сте, без оглед на возраст, без оглед на било што, значи љубители на убавите нешта, на убавата храна, на традицијата, повелете и ќе уживаме заеднички. Вања, Така. многу ти благодарам, посакувам многу успех и уште многу убави проекти да се Ми беше случуваат. задоволство. Така.